Да се биде хроничар на едно време минато е тешка, одговорна, но благодена задача. За да се биде добар летописец за Преспа, поточно речено за Мала Преспа, за 9 села разпослани покрај југозападниот брег на Горничевиот Преспанско-езерски залив, која сочинуваат единствената македонска општина во Албанија, општината Пустец, пред се треба добро да се спознае ова регија, добро да ги спознае преспанци во овој дел на етничка Македонија, за да знае да проникне во нивната душа, да ја разгране, а потоа однатре, да ја наслика со сите нивни возвишени чувства, каде што сликајќи го нивниот живот, истовремено и го истражува, и го проучува, и се консултира, за да се даде опис на народниот живот кој веќе не постои, атмосфера која веќе ја нема, податоци на документи што имаат вредност од минатото, а сето тоа не само да го преточи како пишана неизбришлива трага, туку да го преточи во аудио-визуелен документаристички формат. Преспанско-езерскиот Горничев залив е действен природен рај, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Преспанско-езерскиот Горничев залив, како едно најстарите човекови населби на овие простори, се издигала и развивала во една карактеристична хармонија. Минатото и сегашноста на овој дел на етничка Македонија е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нишки нераскинливи, кои го градат долгиот континуитет на преспанскиот живот, испреплетени зад превезот на времето. Македонско-горничко-преспанската езерска регија, како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски, е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода која ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја. На незиниот простор тлее материјален, културен комплекс од времиња, со мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинатото милениумско творештво, иако за жал, многу импулси на минатото, културно создавање, за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно потребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот запад. Глобочани, Горна Горица, Долна Горица, Зрновско, Леска, Пустец, Туминец, Черије, Шулин 5000 години зрачат со многу културно-историски знаменитости
и со многу богато историско револуционерно минато на целиот незин простор, настанати првично од основноположникот на македонската кралска династија на Аргиадите, од мичкиот крал Каран, надградувана од Коин и Тирама, 50-тината древно македонски Василевси, меѓу кои Пердика, Аргај, Аминта, Орест, Толомеј, Филип II, кога во 344 година пред нашата ера цела Преспа влегува во територијалните грабаници во областа Десаретија како дел на древната македонска држава. Александар III, Василевс на Македонската империја, последниот Василевс на тронот на Аргиадите Персеј, надополнети со Василевсите на македонските кралства, на Селекивидите, Толомеите и Антогоноидите, со Кандалскиот пат, чие име го носи по старите имиња на Баба Планина и Галичица, во империјата познати како Кандалските планини, чија 10 километарска планинско-котлинска делница југозападно врви низ југозападниот брег на Горничево-Преспанско-Езерскиот залив, кој го поврзувал римскиот империјален центар со Балканскиот полуостров, со Мала Азија, Рим со Цариград пропратена со безброј антички утврдувања, бедеми, каструми и на неколку градски центри изградени за време на реобновувањето на оваа патна комуникација, која се случила во 130-та година пред новата ера, чија обнова траела 40 години, чии остатоци од 100 метри се видливи денес во шумовитиот дел на Преспа, на Горничево-Преспанскиот Езерски залив, во правец на Иван Планина, кога овој дел на Преспа по втората римско-македонска војна, која се одиграла од 200-та до 193-та година пред нашата ера, и по третата римско-македонска војна, која се случила од 171-та до 167-та година, целосно е дел од Римската империја, речиси 5 векови останала под власта на римјаните како нивна провинција, како дел на Македонија Салутарис, каде што припаѓале еордејците, линкестидите, пелагонците, чија незина престолнила е градот Пелагон, а при крајот на 4 век пред нашата ера, кога ова област припаѓа на Македонија Секунда, чија престолнина е градот Стоби, каде што во состав припаѓа Преспа и Горничевската Преспанско-Езерска област, чиј нејзин живот зрачи и по 395 година од новата ера, по поделбата на Римското царство на источно и западно, посебно за време на императорот, основоположникот на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија Јустинијан I. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста со идината, посети ги 9 села распостелани покрај југозападниот брег на Горничевиот Преспанско-Езерски залив, кој молкум шепот и скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја сосвената судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјаснимо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитени и распослани со безброј убавини на сите страни облазени во сончевина, простори во кои се слушаат звуците на музите од минатото, кои оддават впечаток на жално отпевање на сегашната вечност, сегашност, миг и иднина, преполни се остатоци од милениумска одисеја на жителите од овој крај, од ниното прво биолошко појавување, па се до денес. Во 6 век Горничево-Преспанско-Езерскиот залив се уште е дел на Византија, која е постојано напаѓана од словените. Во 30-тите години на 7 век е целосно колонизирана од словенското племе Берзити.
Во втората деценија на 7 век, денешната општина Пустец е дел од првата држава што ја создаваат кнежествата на Берзитите, Војоните, Велегизитите, заедно со Драговитите, Ринхините, Сагудатите, Смолјаните, Струмјаните, позната под името Берзитија, со рексот Хадсон, кој со државата управува се до 70-те години на 7 век, и рексот Пребон, кој со државата управува се до првата деценија на 8 век, а сето ова забележено е во списите на византиските историчари Прокопи, Цезари, Јован Скилица, Михајло Атолијат, Теофилакт Ефес, Георги Акрополит и други. Уште кон крајот на 3 век и во оваа регија ќе почне да се чувствува новата религија наспроти паганството. Потребата за зајакнувањето на византичката власт на Балканскиот полуостров навела Јустинијан Прима да формира нова црковна дијацеза, независна од Константинопол и Рим, која ја нарекол Јустинијана Прима, а скупскиот епископ Калајан го прогласил за прв нејзин автокефален архиепископ, чие седиште подоцна трајно го преселува во Охрид. Втор архиепископ кој седна на архиепископскиот трон беше Бененат. Него го наследи Павле, а по него на тронот седна Јован I, па Леон и последниот Јован IX, кој во 680-та и 681 година учествува на Трускиот собор во Цариград. Црковната традиција на Јустинијана Прима ја наследија епископите на македонските склавинии. Секоја склавинија си имаше свој епископ. На Цариградскиот се црковен собор кој се одржа во 879 година, заедно со водачите на сите помесни цркви, рамноправно учествуваат епископите на македонските склавинии. Во црковните житија епископот Петар и епископот Јован се споменуваат како епископи на македонската склавинија, на кнежеството Драговитија, со што се укажува дека Македонија во тоа време има целосна црковна автономија. Црковната дијацеза од Јустинијана Прима ја наследува свети Климент Охридски како прв словенски епископ, кој во 886 година па се до 893 година ја ракополага просветителската дејност во Кутмичевица, градовите Девол, Главеница и Охрид. Свети Климент овој дел на македонскиот етнички простор го поделува на 12 епархии, а во служба го воведува реформираното во чест на Кирил дадено име Кириличното писмо, а по него таа просветителска дејност ја продолжуваат неколку генерации македонски епископи, меѓу кои и епископот Марко. Горничевата Преспанско-езерска област со сета своја географија, со сите световни духовни величија, со срце и со душа се вградила во темелите на македонската држава. Оваа регија со права се смета за пантеон на македонската слобода, а областа Кутмичевица со градовите Девол, Главница и Охрид, просветителски и духовни светилишта. Самоил, царот на првото македонско средновековно царство во 969 година, Свети Климентовата црква ја подига на ниво на патриаршија. За меѓународно признавање на новото царство и патриаршијата Самоил бара благослов од тогдашните центри на христијанството. Цариград не сакал да го признае новото царство и новата патриаршија. Во 970 година тоа го стори римскиот папа Грегори V.
Во 971 година, како прв патријарх на тронот на Македонската патријаршија, доаѓа патријархот Германин. Во диецезата на Охридската патријаршија и Горничко-Преспанско-Езерската област. По пропаста на средновековната македонска држава, Василий II, Охридската патријаршија ја инкорпорира во Византиското царство, но не ја уништи, туку ја сведе на ниво на автокефална архиепископија, начело со архиескопот Никола I, прв автокефален архиепископ со титулата архиепископ на Охридската архиепископија, избран во 1019 година, чиј негов престол се до 1157 година го преземаа уште 10 автокефални архиепископии, а од 1157 година па се до 1567 година со титула архиепископ на Охридската архиепископија Јустинијана Прима, на архиепископскиот престол седат уште 56 архиепископи, иако со намалена диецеза која ја опфаќа и Горничево-Преспанската езерска област. Обемот, тежината и интензитетот на византискиот политичко-државен и феудален гнет населението од Горничево-Преспанската езерска област тешко го поднесува. Во споставувањето на византиската власт на овој простор одела бавно. Ваквите збиднувања во поголема или помала мера свој одраз оставиле и врз животот во овие краишта. Во 1042 година и оваа регија е зафатена од востанието предводено од Ѓорѓи Војтех, а во 1072 година и од востанието предводено од Петар Делијан. Во 1073 година Горничево-Преспанската езерска област е опустошувана од византиските вазали, алеманите и франките. Во 1078 година овие краишта ги прегазува драчкиот дукс Василий. Во 1080 година низ областа поминуваат норманите, а од 1096 до 1097 година поминуваат рицарите предводници на првата крстоносна војна. Во втората деценија на 11 век, територијата на денешната општина Пустец е под владение на Епирското царство, во 1230 година под бугарско властелинство, во 1259 година под Никејско властелинство, за да од 1261 година е под Византиско властелинство, се до 1334 година, кога оваа регија потпаѓа под средновековната шрмска држава предводена од царот Душан, каде што оваа област како дел од областа Преспа е засебна административно-територијална единица со своја световна и црковна властела. Првпат Горничко-Преспанско-Езерска област, како дел од областа Преспа, опишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот кнез Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојше и Самојл,
а посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во записите на византискиот историчар Јован Скилича кои датираат од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во црковните грамоти на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, во грамотите на царот Стефан Душан од 1353 година и 1357 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот од 1364 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година, во грамотата на кесарот Новак, посветена на црквата Богородица на островот Малград, за која се смета дека е последната средновековна грамота посветена на Преспа. По смртта на царот Душан во 1355 година, неговото царство се распаѓа. Во Македонија се создаваат неколку независни држави, управувани од кралеви, деспоти, виши војводи, севастократи, кесари и други властелини. Во 1365 година поголемиот дел од Горничко-Преспанската езерска област припаѓа македонското Приливско кралство, предводено од кралот Димитрија Волкашин, а останатиот дел е управувана од секвастократорот Бранко Младеновиќ, татко на деспотот Вук Бранковиќ. Од 1371 година па се до 1395 година, Горничко-Преспанската езерска област целосно припаѓа на македонското Приливско кралство, предводено од кралот Марко. По воените освојувања кои се случуваат од 1382 година до 1384, кога Отоманската империја воспоставува контрола на Источна Македонија, отоманските воени освојувања во 1385 година под водство на румелискиот беглер-бег Тимуташ Паша се насочуваат западно од реката Вардар, сепак се чини дека периодот од 1410 година бил пресуден и за Преспанската област, кога целосно потпаѓа под отоманско властелинство. Како прв сигурен извор за присуството на османлиите во Горничко-Преспанска езерската регија се зема еден надпис на византиски јазик во црквата во селото Глобочани од 1410 година. Преводот на овој запис гласи: 1410 година, 11 јули, Сулейман Паша подари царски ферман од Султан Челеби, синот на Султан Бајазид I, со дозвола богобојазниот свештеник Панделе да изгради црква во Глобочани 696 година според Хиџра. По отоманската консолидација на Балканот во текот на 15-тиот и 16-тиот век, во управно-територијален поглед, Горничко-Преспанско-езерскиот залив припаѓа на румелискиот Беглер-Беглак, составен од помали управни територијални единици, санџаци, нахии, кази, зијамети, хасови, мудулаци. Во 1519 година во нахијата Преспа постоеле 32 тимари,
Во 1568-69 година 13 хаса. Процесот на создавање на чифлици започнал во 17 век, а траелше до 19 век, а најмногобројно почифлигарување е забележено за време на Али Паша Јанински. Во 1785 година во Преспанската нахија постоеле 45 чифлици. Сите чифли сајби водат потекло од областа Колоња. Преспа е поделена на две одделни нахии. Нахијата Преспа, со седиште во градот Ресова, и нахијата Биглиште, со седиште во градот Горица, а двете првично потпаѓале на Охридскиот, а подоцна во Битолскиот Санџак. Линијата на нивното приближно разграничување се протегала од селото Стење во правец на селото Острово, на островот Голем град и селото Крани. И двете нахии во себе вклучувале делови на Битолската, Охридската, Костурската и Горичката област. Нахијата Преспа првично припаѓала на казата Горица, која покрај судската имала и поширока административно-управна надлежност, а нахијата Биглишта првично самата представувала каза. Во 1582 година двете нахии влегле во составот на Охридскиот Санџак, каде останале се до 1865 година, кога е формиран Битолскиот вилает. Просветителската дејност во Преспа, втемелена од Свети Климент во Климентовиот универзитет, во минатите столетија меѓу преспанци не замира. Многобројното македонско монаштво, свештенство од колено на колено, првично просветителската дејност ја пренесува преку црковните богослуженија, описменувајќи го населението во многобројните черини црковни училишта и впишувајќи ги црковните богослуженија во мноштвата црковни повелби, грамоти, посланија, житија, псалтери на македонски црковен книжевен народен јазик, иако првично попречувана од мноштвата туѓи световни и црковни властелинства и властелини. Од 1611 година до 1684 во касабите Костур, Лери, Битола, Резен и Горица првично за мухамеданските достојници, а подосна и за македонската средновековна аристократија, во неколку макреби се отворени основни училишта, а духовни средни школи се отворени во неколку медреси и софтри. Кон крајот на 17 век и првата деценија на 18 век со посебни султански берати се отвораат црковни училишта во Сливничкиот, Туминечкиот манастир и во речиси сите населени места во целиот Преспански регион, кои се до 1767 година се под јурисдикција на Охридската архиепископија, а од 1767 година Преспанскиот регион црковно припаѓа на Цариградската патријаршија, а од 1870 година делумно под Цариградската патријаршија, делумно под Бугарската екзархија и делумно под Печката патријаршија. При крајот на 19 век и почетокот на 20 век екзархиски, српски, патријаршиски, влашки, основни училишта имало отворено во речиси сите поголеми села во сета Преспа, а за поголемиот дел обезбедени се учебници, а во тоа време наставата се изведува во приватни куќи, манастири и цркви од српски, екзархиски и патријаршиски учители и свештеници. Во периодот на Балканските и Првата светска војна, со мали исклучоци, просветниот живот во сета Преспа речиси замира. Во последната деценија на 19 век во Преспа
заживува македонското револуционерно движење. До овој временски период на овој простор дејствуваат македонски полуајдучки дружини, чиј малуброен кадар подосна ќе се вклучи во четите на тајната македонска одринска револуционерна организација. Преспанската револуционерна регија пред почетокот на Илидесското восстание е поделена на 5 револуционерни реони според географските подробности. За секој реон е назначен војвода. Првите самостојни револуционерни воени чети во Преспа се појавија во 1901 година. Со поорганизирани и сеопфатни подготовки за восстание во Преспанската регија се започнува со доаѓањето на војводата Славајко Арсов во 1902 година. Во почетокот на 1903 година во Преспанската револуционерна регија доаѓаат неколку окружни ревизиони чети. На Смилевскиот конгрес покрај Славајко Арсов присуствуваат и војводите Никола Кокарев, Александар Панајотов и Велјан Илиев Пенчо. На Смилевскиот конгрес Преспанската револуционерна регија е поделена на два восстанички дела. Ресенски, кој ги опфаќа селата северно од селото Рајца и од западната страна на големото Преспанско езеро, се до селата Леска и Жрновско, начело со реонскиот војвода Славајко Арсов, и Преспански, кој ги опфаќа селата јужно од селото Рајца, селата од западната страна на малото Преспанско езеро, начело со реонскиот војвода Никола Кокарев. Од денот на восстанието, заклучно со месец октомври 1903 година, на ударот на слободата за Македонија, своите животи ги положија околу 300 востаници. Во Преспанската регија на 3 јули 1908 година, како резултат на неспроведувањето на уставните реформи на султанот Абдул Хамид II и мерштитските реформи, наменети за македонскиот народ, наложени од големите сили во 1876 година, предводена од турската проевропско ориентирана интелигенција, подпомогната од македонската револуционерна организација, започна во турската револуција, меѓу преспанци попозната како Втор Уријет, каде што турската револуција воедно се повеќе го зацврсти сојузништвото на соседните балкански држави, прво за истерување на турците од Македонија, а потоа и за незино меѓусебно територијално распарчување. Во почетокот на втората деценија на 20 век, Отоманското царство беше пред распаѓање. На Балканот уште Македонија остана неослободена. Отоманците правеа се за да го задржат своето последно упориште на Балканот. Веќе десетина години кокотеше балканскиот крвав казан, во кој се наоѓаше и Македонија. Тогашните големи сили, Австро-Унгарија, Франција, Русија, Англија, Германија, одамна беа договорени не само да ја слушат Отоманската империја, туку и да ја поделат Македонија. На тој нивни договор јавнаа Србија, Бугарија и Грција. По влегувањето на српската и бугарската и грчката војска во Преспанскиот регион, сите овие македонци кои не ја подржува окупацијата беа прогласувани за бугарофили, србофили и андарди и непожелни како за српските, бугарските, така и за грчките власти. Во 1914 година српската војска заради воените неприлики во военото боиште се повлекува од Преспа, на нивно место доаѓаат бугарските војни и цивилни власти. Следува процес на нов обид на асимилација, овој пат за бугаризација на македонскиот народ, кој поради воените згинувања никогаш и не заживува. Крајот на Првата светска војна на македонскиот народ ништо не му донесе позитивно. Со Версајскиот договор беше потврден Букурешкиот договор.
Во годините што следуваа за Преспанската регија, која припадна на кралството на србите, хрватите и славенците, значеше замена на дотогашниот екзо-бугарски образовен систем со поранешниот српски образовен систем. Додека грчкиот образовен систем остана непроменет во Преспанската регија, која потпадна под грчко и под албанско владење. Во 1924 година, во согласност на Англија, Франција и Италија, македонските села Пустец, Церје, Глобочани, Жрновско, Горна Горица, Долна Горица, Шурин, Леска и Туминец, кои припаѓаат на Горничко-Преспанската езерска област, иако крајно неприродно по своите географски, историски, економски, етнички, верски, културни и традиционални одлики, без никаква согласност на македонците се приклучени кон албанската држава, која регија албанската држава ја именува како Преспанска покрајина, а на населението му наметна беговско-чифличко управување, кое посебно се зајакнува за време на Ахмет Зогубеѓе. Така, чифликот во селата Горна и Долна Горица е во собственост на Малиџбег, собственици на чифликот во селото Глобочани се Сираи и Неџбег, Бедрим и Бектишбег, чифлик Сајбии се на селото Шулин, а Али и Селимбег се чифлик Сајбии на селото Злеска, Жрново и Пустец. По започнувањето на Априлската војна во 1941 година, Преспа потпаѓа под италијанско-албанска окупација. Германско-италијанските, бугарските, балистичките и андарските фашистички орди, што го прават зулумот низ преспанските села од 1941 година па натака, даваат голем патриотски порив кај македонскиот народ од оваа регија, масовно да се вклучат во партизанските единици и одреди предводени од Комунистичката партија на Југославија. Во Преспа, во непосредна близина на селото Тешево од 2 до 4 август 1943 година, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија одржува советување покрај идеологот на партизанското револуционерно движење на македонскиот народ Кузма Јосифовски Питу, учествуваат и Цветко Узуновски Абас, Страхил Гиков, Добривој Радосављевиќ Орце и Светозар Вукмановиќ Темпо, каде што е одлучено партизанските одреди да прераснат во воени единици, интензивирање на изградбата на народната власт, организационо зајакнување и проширување на организациите на Комунистичката партија на Македонија и Сојузот на Комунистичката младина на Македонија и е донесена платформа на Народно-ослободителната војска на Македонија. Македонскиот народ, Народно-ослободителната антифашистичка војна ја водеше заеднички и усогласено во трите дела на Преспа. По победата на фашизмот, преспанци повторно се најдоа во ситуација да живеат распарчено во границите на трите соседни држави Југославија, Грција и Албанија. Ова етапа од животот на преспанци се до падот на социјалистичкиот систем се одвиваше во услови на меѓусебно затворени граници и на нееднаков политички, демократски, економски и културен развој, кој остави различни траги врз животот на парчето земја, која со милениуми се вика Македонија, а народот во која со векови живее
македонски. Почитувани мои, ова е само воведен дел од документарната серија со работен наслов Мала Прешпра историографски записи, во чија регија припаѓа Горничко-Преспанската езерска област, чии 9 села припаѓаат на општината Пустец, во која ќе ви ги пренесам не само историографските записи со кои располагам, копајќи во архивите не само во Република Македонија, туку и низ архивите од соседните земји, но исто така ќе ви ги пренесам и големиот број на автентични приказни што ми ги раскажаа мештаните од селата Голема и Мала Горица, Туминец, Зрновско, Пустец, Глобочица, Церије и Шулин во неколкуте продолжение од оваа документарна серија.